чекори кога станува збор за мотокултурата кај нас. Во денешното издание ќе збориме со еден интересен клуб, интересна приказна ќе раскажеме. Она што ќе ни биде, еве ќе речеме можеби првично како тема, ќе биде како од проспект до полноправен член на мотоклуб. Ќе се обидеме да ги разјасниме работите и да потенцираме и разликата помеѓу MC и МК мотоклубовите, нешто што и во изминатите изданија сме го разговарале, секако со гостување на MC клубови кај нас. А ќе разговараме за таа цел со Владе Љамовски од Rolling Wheels MC, млад дечко, но со многу поминати километри на мотор, моторџија кој знае што значи зборот респект, моторџија кој живее во свет кој од мал го сака. Така стои во најавата за денешното издание, затоа ве поканувам да уживате заедно со нас во наредните, еве, речиси, 1 час. Ќе му посакам добре дојде на Владе и чест ми е што, еве, денеска одвои време, директно од Битола ни дојде овдека во студиото во Скопје да се подружиме и, еве, да позборуваме малку околу мотокултурата во Македонија, да ни го представиш клубот, чии символи ги носиш и, еве, да поразговараме сеопфатно околу љубовта кон моторите. Најпрво ви благодарам што ме поканивте. Фала ви на честа. Многу ми е мило и мене исто што дојдов тука, што можеме да се дружиме, да збораме, да комуницираме. Јас сум Владе, како што кажам, проспект во Проспект Chapter Rolling Wheels од Македонија моментално. Се извинувам што не можеш и председателот мој да дојде. Ке го поздравиме него, еве, преку оваа можност ке искористиме до председателот и сите останати членови, ке зборуваме малку повеќе околу Rolling Wheels MC подоцна. Вообичаена пракса во сите изданија на Bikers Garage е да се запознаеме со луѓето, понекогаш и луѓе кои што и лично ги познаваме и кои што повторпат не гостувале во емисијата, некако како должност ни е да поразговараме. Знаеш зошто? Се со цел за да оние нови или луѓе кои што не ги познаваат луѓето кои што возат мотори, кои што се седнати од оваа страна на микрофонот, да ги запознаат подобро. Па може ли да им дадеме на нашите, еве, следбеници, следачи одредена позадина за тоа што правиш кога не си на мотор? Вака. Тоа е, пази, ова е најтешкото прашање кој што Така, да. зборуваме. Кога треба да се опишеш себе си или да кажеш што правиш и како е најтешко, ама немаме проблем. Така, кој не сум на мотор, работам, како што ви кажав, работам за толку дојди летото да можам тие тури да речем да ја возам, да можам да бидам на мотор. Све си одзема некое свое време, така да како хоби само моторите мене лично. Така. И овој Тоа е животен се, стил. Да, да. Нема, тоа си е животен стил како што кажа. Немам друго, моторите ми се желба, љубов, живот. Другото ми е се за да постигнам до тоа да имам мотор како што сакам, да имам да возам, да излегвам, да се дружам, да се забавувам. Колку долго се занимаваш со мотори? Првиот мотор ми беше на 16 години. И ја запознав мотокултурата, да речем, преку драг пријател кој тој вози мотори од Битола. На некој се сретнавме, направивме муабет, ме праша малце за мојата историја. Мојот татко имаше уште на времето кога бебе, да речем, мотор Yamaha 1. И се влюбив едноставно во тоа, како поќе растев, така поќе ги засаквав моторите, сакав да бидам дел од таа култура. Кој видев мотор се качвав на него, сите тие работи. Што те фасцинираше ке байкериве? Веле, тој стварно е така. Байкер вели не се станува, байкер се раѓа. Кој беше твојов личен мотив? Потребата за брзина и адреналин на мотор или слободата и уживањето во пейзажите и во возењето? Кај мене поќе слободата и уживањето, патот не ми е да стигнам од дестинација А до Б, туку ми е тој изминат временски период, тој доживлеј со другари, со браќа, со клубо нормално. Нешто што не може да се опише, мора да се проживее тоа. Да, тешко е. За оној кој што не е седнал на мотор, за оној кој што не вози, му е навистина, што викаш, тешко да се опише ова доживување. Добро, верувам дека одма не навлезе во мотокултурава. Дека од 16 години велиш возиш со сопствен мотор, но од претходно си имал прилика да се запознаш со моториве, се качиш или буквално на 16 години за прв пат се качи на мотор? Пред тоа нема возено, значи се знаев со, да речем, байкери, со моторџи, си уживав, се дружев, ми излегвав, ме интересира моторите, да ги прашвав кој дел за што е призгаа, значи ова. Да. Најголема потенција беше, како што кажав татко ми, моментално и тоа е во
клубо во Rolling Wheels како супорт. Тој ме наведе на таа сцена. Едноставно откаде, што ти се допадна кај тоа? Слободата, како што кажав, ми имаше за мене. Ми се чини вчера беше, ме зеде, ме повози и кога ме удри, да речем, ветер во лицето и реков, тоа е тоа. Ова е мојот живот од денес и така си остана. Да. Ке се сетиш на твојата прва средба со мотор и кој беше моделот прв кој што го возиш? Мојот мотор прв беше Ямасаки 125 кубици, како што кажав ми. Па тоа не е слаб мотор за прво качување. Сега. Доволно доста е, да. Не е сериозен мотор, иако некогаш и помаливе мотори оти се полесни сега и тој 125-ката не е дека е во тежина робусен, ама добар мотор си се качал за прв пат. До сега колку имаш сменато? До сега 3. Немам сменато, само првиот го продавав на другар кој стварно и тој сакаше да речем да навлези. Едноставно си реков имам други, нека вози. И така настана. Го имав тој, со тој сум бил и Приштина, дури Косово со 125 кубици. Така да не те прави моторот, те прави тоа желбата, оганот во тебе. На вистина, Владе, така, во една прилика, разговарајќи овдека во студиото, имавме уште еден член кој што има пропатувано доста на мотор кој што е од кинеско производство. Тоа што го велиш и ти го рече, и тој не те прави моторот, него начинот, животниот стил и дружбата. И си го пофали моторот, иако го имаше сменето, си го пофали моторот и рече дека тоа е моторот кој што ме нема оставено на пат до сега. Еве, а ке речеш дека, нели, општото мислење за кинескиот мотор е дека не, тоа не ги бива. Не е вистина, ако го одржаваш мотор, ако средваш на време, ако го пазиш, и тој тебе ќе те пази, ќе те вози, ќе си уживате заедно, што велам. Се ти имаш направено една страшна дискрепанција, ќе ја речем, од 125-кава на она што денеска го возиш, меѓу овие два мотори, имаш и други кои што ги поседуваше? Да, уште го поседувам, имам Kawasaki Vulcan 805. Од 125 кубици прескокнав на 805-ката на Vulcano. Што е специфично за тој мотор? Многу ме бенди се едноставно линијата, таа што имаше формата, пошто јас поќе го сакам тој Chicano стайл, да речем. И кога го зедов, пред да го земам уште го видов на угла, се залюбив и реков ќе го купам. Лесен е за возење? Да. Не замара многу? Не. Скоро се опуштен, си има убав баланс, можеш покривини, сите тие, да речем, работи, супер си е. Се залюбив, си ја зедов дома, си ја средив. Го несов на цртање, сега е веќе друга приказна. Ги костумираш и моториве, не ги оставаш да бидат на фабрички? Не. И денеска го чуваше за кейп, за да го провозиш? Му дадов поклон на татко ми. Што ми купи тој мене и јас така, си реков, возвратка. Сега оно што е интересно кај тебе и мене што ме радува, имајќи предвид дека нели мотокултурава ни потекнува и од Америка, символ нели за мотороџиството е Харли. Ти си еден горд собственик, речем, на Харли, моделот е Тајна, така ќе му дојде. Ајде малку опиши ни го овој мотор. Така, веќе година и пол го имам. Цел живот сакав Харли, кога бев мал го викав со К Карли. Не знаев што е тоа, ама од сите тие, да речем, филмови, муабети од другите, влијание во американската култура, дека символов на мотороџиството е Харли, иако постојат илјадници, стотици модели на мотори кои што исто така си го заслужуваат пиедесталот на оно што е. Што е посебно ке овој Харли? Како стигна до него? Ке ни раскажеш ли таа приказна? Може. Првин кој што кажав од кога купив Kawasaki-то, имав заштедено, работам од многу млади години. И реков еден ден ќе го имам тој Харли, така дојде до таа цела прича. Работев, низлегвав по ноќни клубови, низлегвав по кафења, да речем толку. Едноставно гледав да сработам, да извам цел за да купам. И од пријател го купив од Скопје исто, кога видов мотор, цел живот го сакав, убав ми беше на лик, на звук, сите ти работи. И со тек на време собрав пари, да речем, па тој малце ме почека реално, ама важно го купив, го зедов и од тоаш се залюбив во вожењата, во самиот звук, во неговите вибрации. Тоа што те прави едноставно жив попат, не е само права линија седиш, туку имаш застанување, има тие вибрации што ги кажувам, ветаро, звуко, сите ти работи, така се залюбив во Харлијас првично веќе. Да, велат познато е дека е првиот фабрички прилагоден моторцикл кој потекнува од линијата на FX, таа е уствари линија која што поседува неколку, ги знаеш кои се разликите помеѓу моторов Тајна кој што го возиш, твојот модел ми рече дека е
Мојот White Blade, 1500 кубика, да. 1500 кубика Да. се разликуваат само во кубикажите или во Не, и во имиџу, во самиот изглед. Да, имаш повеќе дајни, Да, има повеќе дајни, као линија е дајна. да, да. Се залюбив во White Blade, тој е, како да кажам, подол. Extended има напред форк. И така има некоја добра линија, да речем, мене што ме бендисва и сакав едноставно таков јете. Моментално Се го имам. исполни желбата и сега веројатно ти се оствари со оно, тоа ти беше желба од секојаш да возиш Харли, не би го менувал за ништо? Или има некој модел кој што можеби, велиш, некогаш кога ќе имам можност или кога ќе се заситам од дајната ќе земам друг? Да, би сакал Road King, би сакал од Fatboy. Сите тие ми се убави и ги сакам модели. Со тек на време си велам дека може и тие ќе ги имам. Не е, да речем, толку страшно. Так. Само моментално сум залюбен во тој, не би го менал. Не го костумираш, не го претпоставувам? или? Не, среден е направен, не е стандарден, веќе е кастомизиран, да речем. Ама он мене лично не, како што го купив, така се залюбив и тој мотор ми е прв што го оставив така. Без да го гибам воопшто. Обично собствениците на Харли кај нас не дека мака мача денеска светов и интернетов овозможува глобално да функционираме, да дојдеме и до инфо за делови, но како е во однос на одржување и на сервисирање на Харли кај нас, имајќи предвид дека, не знам овдека, верувам дека чепкаат луѓе мотори Харли, ама еве, кога станува збор за одржувањето него. Соседството Србија и Бугарија се места горе-долу за да се најдат делови или што и да И Албанија исто морам да речем, има делови, има Па што е проблемот, Цели зашто кај фабрики. нас го нема тоа? Нема. пренос е најголем проблем, да речем. Значи, гумите ги порачав јас од Прилеп, ми донесо, Харли гуми исто, се супер, феноменални. А значи перфектни. можеш и кај нас да си ги Да, ги да. добиеш. Јас и сервис. порачав, точно. Така, така. Владе, колку мотоцикли да ти го променија животот? Сега ти си релативно млад човек, млад возиш, ама еве до 16-та година си маштал, си фантазирал да бидеш моторџија и еве си го остварил тој со на многу млади години, ти се променили нешто? Едноставно не. Можам да речем, не заради тоа што цел живот го живеев тој живот, цел живот го сакав тој стил, музика, имидж, облеквање, излегвање, да речем, друштва, сите тие ми остана, само моментално што имам нешто повеќе клубови мотор. Да речем, тоа што не сум имал мотор, не сум имал клуб. Ама сега го имам и тоа што го сакам, си го остварив и си го продолжувам животот. Ајде малце да зборуваме околу клубот. Rolling Wheels MC е основана 76. 1976-та. 47 години обстојува клубот, матичниот клуб, односно се наоѓа во Берлин, Германија, и сега повеќе деценисково функционирање на самиот клуб придонеси за него ширење како на територијата на Германија, така и надвор од неја. Јас само еве во најавата ќе споменам пред да зборуваме, ќе ти помогнам околу клубов, дека денес има повеќе од 20-тина, колку што можев да се запознам, чаптери надвор од Македонија, Германија, Норвешка, Србија, Бугарија, тука сме и ние, Македонија, како и Rolling Wheels MC Nomads. Точно. Што повеќе можеш да ни кажеш? Која е личната карта генерално на германскиот клуб, а еве ќе дојдеме и кај нас, како вие стапивте во контакт, зошто, како се најдовте на иста фреквенција со германскиот клуб? Така, значи, ние сме веќе до моментот, до сегашниот момент, последни кај што отвораме и ние сме се уште проспект чаптер Rolling Wheels. Но мојот председател стапи контакт со во Србија, да речем, си живее од многу порано. Луѓето си имале некој респект еден со друг и така настана приказната да дојдат во Македонија. Значи, председател Александар Шонија, со заменикот Драган, председател, стапија во контакт, си живеа, излегва, се возеа заедно, едноставно беа другари. После тоа видео дека приказната стварно е како што треба, па основа тука чаптер, како што кажав, се уште сме проспект, ама Со седиште во почна. Охрид, да споменеме, тоа исто така Да. важно, генерално членувате луѓе од Битола и од Охрид? Да, моментално сме само од Битола и од Охрид, немаме од други градови. Нашиот клабхаус е во Охрид. Така? Јас сум од Битола лично, но сум по чаптер Охрид. Се уште.
Точно. Така. Што ќе ни кажеш за овој клуб? Не за зборам за кај нас, генерално за германското обединува, гледам дека многу луѓе присутни се, јас мислев трите ме поправи ми рече 5 чаптери дури во соседна Србија, тоа обединува многу моторџи, претпоставувам. Дружбата е одлична, братството е огромно, претпоставувам. Во Германија се околу 12 чаптери моментално. Срби имат 5 чаптери исто моментално, околу значи грубо. Како што кажа, номадите ни се уште тука, Норвешка. Под номадите спаѓаат луѓе кои што се практично какви? Номадите немаат, да речам, седиште како што имам и јас моментално Клабхаус во Охрид. Номадите сегде присуствуваат, нон-стоп се на пат, нон-стоп возат и тие се стварно луѓе што прат невероватни километри. Ни самите ние не знаеме колку. Практично немаат они лична нивна територија. Номади се, да. Номади, буквално се ги носат боите на клубов и секаде се присутни, така? Точно. Да. Добро, 2 години ми рече дека како е започната приказната со околу 2 години, во точно. Охрид. Имајќи предвид дека станува збор за МС клуб, во МС клубовите генерално земено влада тежок збор е да речеме строга, ама на некој начин армиска дисциплина и подреденост. Ке ни објасниш ли кои се правилата кои морално е да се почитуваат во Rolling Wheels MC? Пака. Секој, како што знаеш и ти, клуб има свој правила, еден вид. MC културата има соединети правила, но секој клуб си подзема некој негов правило. Кај нас имаме правило со километри, мора да поминеме километри, мора да сме дисциплирани, како што кажа, не можеш да се појавиш погајќи поеле. Тоа не го личи најпрво. Така, како сегде да одиш на друга институција, ќе ти кажат кај одиш. Тоа е нормално. Како што кажав, главни наши правила се километрите. Што значи тоа километрите се? Дека треба да се има одреден број на километри? Точно. Годишно. На годишно ниво? На годишно ниво, со клубски вожни, што ги викаме ние. Тоа не е појдов денес на кафе, пишеме 2 километри, тоа е да ги посетиш твоите браќа во останатите чаптери, останатите држави. И тие се тие клубски километри што ги викаме, што мора да ги направиме минимум годината. Но се кај нас многу, да речам, пристапни заради тоа што ние нашиот клуб е возење. Ние не сме хулигани, не сме такви луѓе. Ние едноставно го сакаме патот, сакаме вожњата, го сакаме то братство кое застанеме еден до друг, да можеме да се направиме муабет, да можеме еден со друг да се наслониме. Така. Тоа е најбитно кај нас, тоа респекто. Колку километри треба да се направат? Кај нас моментално е минимум околу 1200. Значи сепак, не кажам така? Стрикно, туку околу 1200 минимум клубски вожњи не се тие. И затоа реков многу се пристапни. Ако си стварно љубител кон тоа, не е ништо. Значи, од Битола до Скопје до Штетете ги скоро 200. Тоа е малце минимално. Да се ти дека браќа во соседна Србија што велиш ке се направат одма 600-700 километри. Точно. Како ништо. Постои едно напишано нели древно правило од кое по ниеден основ не се одстапува, тоа е традицијата помеѓу сите светски MC клубови, а тоа се клубските троделни бои. Станува збор за горен и долен надпис и емблем во средина. Ке сакаш ли да ни ги представиш символот на вашиот клуб? Сега за сега ми спомена дека 20 членови го носат фул грбот. Точно. Нашиот председател Александар има фул мембер е тој. И нашиот заменик председател Драган е фул мембер. А останатите имаме тројца проспекти моментално, кои што еден од нив сум јас. Имаме двајца супорти и еден хенгарон. Значи, почнуваме да се шириме, почнуваме таа убава приказна, да речем, да развиваме и одиме кон една цел сите да добиеме нормално фулбој, да се прошириме братството, едноставно да кој излезиме да бидеме ние што сме, кој возиме да бидеме еден до друг и така да речам. За многумина проспектот ке речете, колку време треба да помине за да станеш фул мембер или не знам дека ти си тој што треба да им го донесеш буреков на постариве? Нели од прилика не дека е така, едноставно проспект е периодот во кој што нели не можеш да се мешаш во одлукиве кои што се носат на клубот, сепак е тоа големо братство и сега ако секој се прашува. Од прилика
Колку време треба за да се стане full member од Проспект? Од Проспект до Full Member. И сега нели, сега може би чудно да те прашам од што се зависи, нели? Зависи од тоа да се најдеме, да сме иста крвна група, да ги штитиш боите на клубот, да го представуваш во најдобро светло, да еве она што спомена дека едно од правилата на вашиот МС клуб е да се оствара толку и толку километри, не е само да се земе елекот и да се стават боите и да речеш јас сум член на клубов, а да те нема никаде. Точно, значи кај нас, како што кажав, за минимум 1000 година и пол, извини. За од Проспект до Full Member, тука како што кажато бурек носење сите тие работи, мислам сепак треба да имаш поштовање кон некој друг што го заслужил пред тебе. Има иерархија, се знае, да. Точно. Инаку би биле МК клуб, нели? Точно. МК клуб. Може и те си имат некои своји правила, како што кажав, но кај МС да, но не се толку построги. Построги се, тоа сакав да кажам. Да, и ти имаат своји правила, има клубови кои што не знам, ке речат и сваков тип на мотори возиме или не примаме онакви ради нивни логични причини. Нели не можеме да патуваме сега со 125-ка, а сите сме на 1500 кубични мотори. Сега да, мојот клуб не можем да примам со 125-ка слабси, ќе треба да чекаме. Да. Тоа е не дека ето е слаб, ама рачуне не излегваме многу надвор, така. Да. И се идат автопати, идат угорници со 125-ка, проблемот е што да требаете и да претицаш ке не можеш. Да. За тебе е проблем, не дека тоа за мене е проблем. Јас брат ќе почекам и со 20 да возиме. Така. И си има случајно тоа. Си имаме враќање и со 20 со километри. Ама подруго е филинго, чувството тоа кое тргните заедно и кое не мора да пазиш нон-стоп, дали тој може да претица, дали може да прати колона и сите тие работи. Затоа преферираме често кубици, да речам, се натаму, за кои дојдат тие, да речем, ситуации да немаме проблеми. Пошто излегваме, ќе треба Германија дојш, ќе треба Србија дојш, Бугарија, како што кажав. Сегде тие твои браќа да ги посетиш. Едноставно тешко е за тебе, сами од себе си се мачиш. Тоа е се. Така. Од искуство кажувам. Да. Каква е соработката на Rolling Wheels MC со останатите клубови во и надвор од Македонија? Да, споменати ваши братства има и во Србија, Бугарија не ја спомнав или нема таму? Имаме чаптер во Бугарија, Има и во Софија, Бугарија. точно. Каква е соработката не само со браќава од вашиот клуб, него и со останатите клубови? Ние сме на добри односи, како што кажав, нашето единствено нешто е возењето, Дружбата, љубовта, братството, дружбата, тие мототури што ги кажуваме, тие културни сцени што прилекват на нас. Не сакаме со никој да се караме, никој не се кара со нас, едноставно одиме да испоштоваме, да не испоштоват и тоа се. Тоа е тој збор респект. Кој знаеш дека имаш брат таму, дојш да го видиш, да се посетиш, да се посмеете, да возите заедно и сите тие работи. Така да можам да речам. Живеете горе-долу со сите клубови и кај нас се дружите, организиравте, ми речен на 2 октомври и свој практично собри, поврзани сте со некаков датум, зошто 2 октомври или така се случи да тој викенд, тој датум е слободен? Или, еве, има ли некој посебен датум важен за Rolling Wheels? Вака, нашиот клуб е, како што кажав, доста голем и мораме да бидеме софанати со сите останати чаптери, да не се погоди на ист датум да имаме ние И таму и ваму, да. А во главно треба и да се погодиме со останатите клубови од Македонија. Значи да не се годиме на ист датум, туку да биде и за нас полесно за останатите да можат и таму да појдат и кај нас да дојдат и едноставно да не се сопфаниме, да не се чукаме еден во друг, да речам. Тоа е најбитното. Затоа тој датум беше слободен, тој датум го зедовме, да речам, и си останавме на тој за сега. За другата година уште не знаеме, ќе биде најавено. И како поминавте, кои све пријатели ви дојда, ги организиравте на ке хотел Славија, ми рече? Точно, Бич Славија шо е. Значи, нашата забава беше на сама природна сцена, што можам да кажам. Беше одма до плажата, на плажата. И беше многу интересно, пошто беше малце подруго. Разбираш? Беше интересно, имавме и огномет, кој почна, да речем, бендоите, имавме доста луѓе, имавме доста посетени, да речем, пријатели, гости, клубови и си поминавме едноставно феноменално. Браќа дојда од соседна Србија, претпоставам од Бугарија, вашите, они задоволни, импресионирани од тоа како братство во Македонија функционира? Точно, сите беа задоволни, а не беа само Rolling Wheels задоволни, туку беа и останатите клубови кои не посетиле, значи
беше едноставно да се видиме, да се подружиме, да направиме таа мототура, за да сме еден чекор поблиску до нашите луѓе. Да. Владе, не те праша во оној дел кога зборувавме околу членството, како се станува член на Rolling Wheels MC? Едноставно треба да се докажеш дали си или не си за клубот, дали клубот тебе те прифаќа со тоа што ќе пратиш нивните правила, да речем, тие километри, тие аутфитот, да речем, облеката, то како се понашаш кон другите. Не сме ние, како што кажав, силеџи да се силиме. Мора да има поштовање, мора да има респект. Најпрво кон твоите браќа, после кон останатите клубој, а и кон останатите, да речем, љубители на мотори, обични луѓе, да речем, интуисти. Добро, Така, отворен е клубот за нови членови? Да, да. Отворен е, како што кажавме, само ние сме quality over quantity, затоа сме и таа бројка. Так. Нас ни требаат луѓе што стварно го сакаат тој живот, го живеат тој живот, се ентуистични кон тој живот, а не некој мотор што користи за накафете, да речем, Така. во еден тој вид, пошто сепак ние имаме добри солидни пати, рути. Годинава излегов преку 5 пати само кон нашите браќа, и други се ако не вози, некој не вози, тоа е негово, кој што кажав, отворени сме за нови, но нормално со тие правила. Така. Со моторџиите секогаш се поврзуваат стереотипите, ти спомени преска дека се ложи, дека се поврзани секогаш со некаков криминал, и ова е прашање кое што редовно им се поставува на сите наши пријатели. Зошто е тоа така? Дали моторџиите имаат стравови, да речеме, и кои се тие, се разбира дека истите ги има? Вака, најпрво, многу мина гледат премногу филмови, да речем, и гледат тие одредени филмови што стварно таму се прикажано и моторџите како со дрога, со оружје, со убиства, а во главно ние не сме тоа што е прикажано таму. За многу мал процент или за тие филмови, ние сме сите, да речем, малце потурнати од останатите, а во глобала ние сме исто како сите останати. Едноставно имаме подруга журка. Ние сме рок-н-рол. Да. Тоа е единственото, да речам, Јака што не дели. да. Кои се според тебе добрите, а кои лошите работи кај моторџиите, ако постои така? Добрите работи. Знаеш, некогаш сме зборувале, сега навистина, кога станува збор за мотокултурата, тоа е еден сосема поинаков свет од возењето класично да си моторџија, да си на мотор. И некој пати лошите практики ќе им ги препишат на сите моторџии практично немаат врска едно со друго. Зборувам и мислам дека не секој што ќе седне на мотор е само моторџија, некој го користи како превозно средство и ако тој го брка по улици, сите ќе кажат аха, моторџије, еве ги. Стереотипите се случуваат баш заради тоа. Точно, како што кажав, заради многу мал процент сите останати сме така покажани со прст. Кај нас нема такво лудвање, како што кажав, има хиерархија. Мора да се знае кој кај вози, што вози, колку вози, поштовање на тие, да речем, правила, заради тоа што не сме клуб кој ги крши, пример, да се вози низ град, да се урла, да се лутва, не. Се знае како се вози заради одредени причини кои се даени. Така. Правила секако кои што постои. Постои ли нешто што и недостасува на моторџиската клубска сцена кај нас? Ние имаме навистина богата сцена. Јас само ќе ти споменам дека ова е трета сезона на Bikers Garage. Тоа се многу емисии во текот на една година и се запознавме со најразлични профили на луѓе, со најразлични и многобројни клубови, независно дали станува нели за MC или за МК клубови, и оно што можам лично јас да го заклучам е дека имаме навистина богата моторџиска култура кај нас. Има навистина бројни братства, бројни клубови, дека навистина се негува мотокултурата во оваа земја. Но има ли нешто што и недостасува на моторџиската сцена кај нас? Единствено што недостасува за сега, да речеме, е тоа што уште луѓето се скептични. Не гледат по имиџо, најпрво, и не ни доаѓаат да пратмувавет. Едноставно, ако сакаш нешто да дојди прашајме, ќе збораме, ќе направиме мовет, на кафе ќе излеземе, сето. Недостасува тоа мотокултурата што имат странство, што не ги гледат моторџите како тие во филмоите, туку треба да не гледат како обични луѓе, едноставно што волиме љубители на мотор, на пато, на вожњата. Го имаш ти тој впечаток и за кај нас?
Ми си има случувано да и мене, значи не придоаѓа да направат мовет заради тоа што мисла дека ти си некој строг, груб, намуртен човек. Да. А всушност сум како сите други, сакам журка, сакам забава, сакам дружба. Да. А многумина не знаат дека надвор само на патот и моторџиите се пример за своето однесување. Како што спомена, нели, пошироката јавност не гледа на тоа така. Ние се обидуваме тој стереотип практично и со оваа емисија да го срушиме, сме докажале досега, ни гостувале најразлични луѓе од најразлични профили, докажани во своите професии. Се надевам дека не дека кој знае колку ќе успеш некому да го смениш мислењето, ама се покажува и се докажува дека навистина моторџиите се ценат себеци, дека се луѓе кои што секој пат ќе помогнат еден на друг кога ќе се најде на пат и дека тоа се навистина братства кои што нели негуваат и љубов кон моторите и пријателството. Тоа е точно, значи кога да видиш брат застанат, мора да застанеш. Не знаеш што се има случај, но добро е да пружиш една рака, што велиме, не да се поможеме меѓу себе, но не дискриминираме и со кола да видиме застанат или општо човек со точак, со што било. Правилно и хумано е да застанеш, да прашаш дали се е во ред, дали му треба нешто. Пошто еден ден може, не да Боже, ти ќе се најдеш во таа, да речем, ситуација и кога само гледаш поминуваат коли, луѓе, мотори, а никој не застанува да ти помогне, малце е глупо. Затоа ние како моторџи пробваме да го докрениме тоа, кога е да видиме брат остаен на пат да застаниме, да му помогнеме и никош да не е никој остаен. Тоа е најбитно, тоа е тој респект, тоа е тој поштовање, да си тука и во тешки, во добри моменти. Так. Во најавата споменав дека иако си многу млад, имаш доста километри поминато, она што мене ме фасцинираше како едно од правилата на клубот каде членуваше дека треба да се извозат одреден број на километри на годишно ниво, кој ке речеме дека нели не се можеби многу за она што го констатиравме дека ќе замениш до браката во Србија и ќе ги направиш половина од километрите кои што треба да се извозат, но ајде малку околу патувањата. Каде до сега сте бил? Кои ситуации можеш да не ги издвоиш од своите патувања? Кои рути ти оставиле впечаток? Сум бил низ цела Македонија нормално, сум излегол и Косово, сум бил Албанија, сум бил Србија, сум бил до сите соседни, да речем, земји и сум поминал сегде феноменално, многу добро, пошто тоа е патот, тие се враќата кои си со во друштво во време поминуваш. Така? Впечаток ми има оставено најсвено да ви кажам за Бугарија. Баш се деси тоа рок-н-рол што велиме. Ние возевме, се беше супер, но на еден од браќата се скина синџир. И тука пристапва то братството. Не го ставивме, застанавме ние, го потуркавме моторот, да речем, па се менавме друг го потурка и стигнавме до дестинацијата. Онма се насобра, да речем, моторџи, бајкери и онма предложија каква помош можат да дадат, како можат да помогнат, како ќе се среди. И моторот беше среден за, да речем, 1 сат максимум. Ако е си сам, кој нема, не верувам да биде таа ситуација. И ме бенди са таа тура, да речем, рута, пошто ни се деси и добар момент и лош момент, но сепак на крај крајва сите бевме среќни, задоволни, весели. Пристигнавме на журката на време. И беше се феноменално, се добро во стил. Има некое место кое што ти е живописно кејф да го повториш? Или таа е таа рута која што би ја возел пак? Оно што сакаме и да те прашам, гледам на твојата надлактица, подлактица, имаш истетовирано Route 66. Тој е фамозен и конски и прв мото автопат направен во светов. Дали е тоа можеби желбата на Владе да седне да ја извози од таа рута? Точно, се надевам и во скоро време сакам да извозам таа рута со сопствен мотор, со сопствена опрема. Сакам да одам таму едноставно феноменално да се поминам. Тоа е животен сон за мене. Аджилак го викаат, иако има и уште 2-3 места кои што го споделиле нашите пријатели моторџи и Романија, знам дека има повеќе за туринг мотори, ама рути кои што им се онака кој аджилак за возење. Така, точно. Мене ми е рутата 66. Цел живот сум ја сакал, сум ја гледал, сум гледал и видеа и на летописите ти работи. Еден ден сакам да ми биде тој сон остварен, да одам да извозам таа рута. Да.
Лично еден познавам само, поранешниот председател на Нокни волци, Ленин Јавановски, кој што има извозено таа рута, сподели во една прилика навистина фамозни приказни од тој автопат. Кои се следните планови, имајќи предвид дека практично сега заврши моторџиската сезона, полека но сигурно ќе се гаражираат моторите до следната пролет. Што планирате до тогаш да правите? Дотоаш најпрво, како што кажа Фете, лично за мене планирам да изработам за да имам за тие мототури кои дојде летото, да можеме да ги извозиме пак. Планираме следната мототура како ќе ни изгледа, што ќе има, колку ќе има и така натаму, значи константно сме активни со клубо. Како што не знам дали знаете, сако беше последното хуманитарното присуствувавме таму. Ако има нешто друго, планираме да присуствуваме пак на некоја хуманитарна, значи сакаме едноставно да паднеме во очи, но со добри цели, не како што сме прикажани на филмовите, туку како сме во живо, во реалност. Да. Познати се моторџиеве по помагање и по организирање хуманитарни акции, не само тргајќи од нас и како емисија Bikers Garage, него и другите мотоклубови, па дури познати се и, еве ќе ги поздравам, минатата недела мотоклубот Вепри организираше едно дефиле, ке речем, во кое што се стави акцент на безбедноста на возењето на мотори. Тоа се добри практики кои што мотоклубовите ги покажуваат несебично, за да споделат, нели, искуства со пошироката јавност. Не е дека они само се собрани, тоа е затворена група на луѓе, ние си го тераме својот филм и си патуваме, туку ете знаат понекогаш да бидат и општествено одговорни. На што се должи тоа? Знаете како што кажа, не сакаме да сме себични, не се само наши патоите и едноставно сакаме да кажеме дека сите треба да се регуларни во еден вид, носење кацига, сите тие работи. Зашто тие правила се направени, тие закони се направени заради причина. И како што кажат и минатите гости, тоа што го држават, тоа е феноменално. Тоа е еден вид, ја потекнува нашата цела култура на сите моторџи да почнат и да носат кациги, да носат опрема, да се стварно како што треба. Што има ситуации кога тоа спасило живот. Да, има едно правило, јас минатата емисија го зборевме со председателот на Веприја, тоа е 40, 60, 90, во кое се вели дека шансите да се направи сообраќајка за 40 пати поголема отколку да си во автомобил, да се стекнеш со повреда е 60 пати повеќе, а да биде тешка повредата во однос на тоа да си во автомобил е 90 пати. Во однос на безбедноста на сообраќајот, каков е твојот впечаток? Се почитуваат ли, не зборам моторџиските, сигурен сум и верувам дека како клуб или поготово па кога ќе излезете како група да возите, дека ги почитувате. Едноставно, твоја една видување, се почитуваат ли сообраќајните правила ке нас по односи на оние кои што возат возила, имајќи предвид дека, нели, моторџиите се заедно со пешаците најранливата група на учесници во сообраќај? Се уште не, значи не сме толку паднати во око, не пазат кој излеземе на пат, не пазат кој возиме до нив, туку директно ти врти во тебе и едноставно ти си на мотор. Не си заштитен како што се... Не си, затоа ти го спомнав и она правилно, дека сме за разлика од лимот во автомобил и на 4 тркала, треба навистина многу внимавање. Ни секунда да не се тргне вниманието од моторите и затоа ќе споменам и ќе повторно е најзагрозена група на учесници во сообраќајот. Споменати кацига, дали сметаш дека можеби и дополнителната опрема е задолжително, можеби требало утре да биде освен кацигата? Треба, значи секоја опрема треба да е задолжителна заради тоа што секоја опрема носи една сигурност плюс, кацигата носи сигурност на глата, тие што ги носиме ние, да речем, кожни или опрема со штитници, со тие работи, по рацете носи друга заштита, на раквиците носат трета и така натаму. Значи се си носи своја заштита. Јас сметам дека тоа барем треба да се поштува заради тоа што како што кажа, многу поголема е веројатноста да добиеш тешки повреди заради една мала ситница што се дешава во рок од 2 секунди. Да. За крај, од прилика, што би им порачал на сите слушатели, за сите оние кои што се влюбеници во
мотокултурата, имате свој клубхаус во Охрид, каде може да ве контактираат, каде може да ве најдат, да споделат можеби некое искуство, можеби некој понесен од оваа приказна која што ни ја раскажа за Rolling Wheels MC, ке посака да стане член на вашиот клуб? Значи би посакал најпрво да си го гледат то живото стило. Ако посака некој да ни сконтактира, слободно може да ме најде и мене, и председателот има на Facebook, има на Instagram, Rolling Wheels. Значи слободно нека напиши, онма ќе му вратиме, нека не се плашат да комуницираат со нас, да не пристапат до нас. Сепак ќе искомуницираме, ако имат прашања ќе ги одговориме, или евентуално можат и да дојдат во нашиот клабхаус кој што е во Охрид. Едноставно да се видиме, да се напиеме едно кафенце, сокче, пиво, шо велам, како било, и да си поминеме убаво. Па се понатаму како што носи времето и пато. Так. Се надевам и ви посакувам успех во градењето на мотокултурата кај нас, ви посакувам успех на клубското поле, имајќи предвид дека сте релативно млад клуб. Да се почитувате и со останатите браќа, безбедни километри да ги извозите, и еве, следната прилика да се видиме на гости кај вас, можеби. Слободно, значи кога сакате, добро дојдени сте и вие и сите останати кои се љубители на мотокултурата, или општо евентуално кој што сака некое прашање, одговор да добие, слободно може да помините, ќе бидете пречекани во било кое време со било кое друштво, да речам. И како што кажав, уште еднаш ми е многу мило што дојдов на оваа емисија, што можевме да се подружиме, да направиме некои муабети. Едноставно убаво да се поминиме. Си поминавме убаво, ти благодарам секако за твоето учество. Поздрав до сите членови на Rolling Wheels MC, па и браќа надвор од границите на Република Македонија. Продолжете да не представувате во вистинско светло и мотокултурата од Македонија во вистинско светло, нека како што треба. Поддршка од Bikers Garage имате секогаш и секако набрзо да се видиме. Повторно ќе ни биде навистина чест. И ние би сакали, нас би било чест. Уште наш огромен поздрав до сите Rolling Wheels во Македонија, надвор од Македонија, и специјален поздрав до мојот председател сакам Александар. Слободно, да. Благодарам многу. Поздрав и во име на Bikers Garage, последниот пат ќе очекуваме заедно овдека повторно и со председателот и останатите членови на клубот. Ќе ни биде чест да се дружиме. Ние тука некаде се одјавуваме и како што е редот на крајот, само ќе направиме еден кус преглед на денешната емисија. Гостин ни беше Владе од Rolling Wheels MC. Јас сум Иван, денеска ми е често, овие 51 минути се дружевме заедно на Bikers Garage, уредник на емисијата Александар Божинов, а техничката реализација како и во изминатите изданија, така и ова беше на Боре. Ви благодарам за тоа што бевте заедно со нас, останете во добро здравје, чувајте се, возете одговорно и секако идниот четврток се слушаме повторно. Поздрав! Bikers Garage. .mk Till the end. All time. Rock the house. I miss you.